Благодарам, председателе. Почитувана министерке, почитувани колеги. На дневен ред е денеска законот, долго очекуваниот закон за минимална плата за работниците во Република Македонија. Го кажавме нашиот став како пратеничка група на ВМРО-ДПМН е дека го поддржуваме ова законско решение. Има повеќе причини зошто го поддржуваме. Прва и основна причина е затоа што галопирачката инфлација е огромна. Самата влада има прогласено 4, моментално имаме 4 кризи и овие финансиски средства кои што практично гарантираме со закон дека 18.000 денари ќе земаат работниците во Република Македонија, не сите, нели? Впрочем, се средства за преживување, би рекла. Прашање и дали можат да преживеат со овие финансиски средства. Огромен број на семејства во Република Македонија. Понатаму, друга причина е затоа што самиот закон за минимална плата е донесен после долги преговори во 2012 година и потребата за негово донесување уште тогаш е увидена на тогашната опозиција, а сегашна власт, ако ги погледнеме стенограмите, имала адекватно исти ставови како што имаме ние денеска и поднасено амандмани нешто слично како што ние носиме денеска. Почитувана министерке, јас навистина вака во вашето кратко образложение за ова законско решение не видов, не кажавте податоци, иако некаде јавно се гледаат, ги кажуваат одредени аналитичари на дебатни емисии, колку работници ќе бидат опфатени. Се калкулира некаде со бројка од 80.000 работници. Сега, ако предходно се калкулираше со бројка од 120.000 работници, прашањето е една дилема, вака, гласно размислување. Ако имало 120.000 работници, разликата помеѓу овие 80.000 и тие 120.000 предходно што се лиферува вака низ јавноста, каде е, која е, дали овие работници за време на оваа криза, за време на оваа пандемија биле отпуштени од работа, па не се опфатени со ова законско решение. Дали го знаете тој податок, дали тој податок можете да го дообјасните дали е точен, дали е неточен, затоа што оваа бројка од 80.000 работници ја слушам често на јавните дебати. Она што мене ме плаши е дали, сега говорам претежно за овај приватниот сектор, затоа што доаѓам од таков крај каде што текстилната индустрија е претежно, кожарската индустрија е претежно главна во мојот крај. Дали ќе се соочиме со моменти кои што сите сме ги гледале и во минатото и сега, враќање на платата, ти ја давам платата, меѓутоа треба да ми ја вратиш, дел, нели? Исплаќање во плик и верувам дека знаете, бидејќи бевте директорка на инспекторатот, најеклатантен пример на исплата на плата од 2 денари. Имавме таков случај, исплата на плата од 2 денари. Не слушнав понатаму што се случи, кој сносеше одговорност за работниците, ги гледавме и работничките претежно, ги гледавме на телевизиските екрани како протестира, како си ги бара со целосно право нивните права затоа што од сабајле до вечер се на работа, секој ден на работа, но не слушнавме некаква одговорност по однос и на тој случај, но и на други случаи, особено во крајот од каде што јас доаѓам. И како што кажав, навистина од се срце поддржувам зголемување на минимална плата,
за секој оној кој што секојдневно оди на работа, си го заработува своето парче леп и државата апсолутно треба да им ги штити нивните права. И до тука сме јасни. И имаме исти став. Сите, верувам, сите во оваа сала имаме сите исти став. Искрено бев изненадена од вашето образложение. Сметав дека нашиот амандман, кој што колегата Бојан Стојановски го образложи многу пластично, сметав дека барем ќе побарате пауза да се консултираме. Така обично работиме со министри кои што сакаат да соработуваат со опозицијата и имаат политичка култура и знаат што значи опозиција во собрание. Министри кои што се арогантни, дрски, безобразни, не сакаат да соработуваат со опозицијата, поминуваат на начин на кој што поминуваат. Можете да ја прашате вашата претходничка и ќе ви каже. Тука исто така да бидеме начисто. Велите дека имате нов концепт и нова методологија во законското решение. Јас би рекла дека самиот закон за минимална плата го има и го содржи концептот за минимална плата, инструментот наречен минимална плата. Сега вие го редефинирате и практично минималната загарантирана плата, која што законот за минимална плата ја третира, вие со така наречениот нов концепт ја сведувате на гарантирана минимална плата, која што нема да се движи, и со овој концепт го прекршувате самиот закон во, ќе ви објаснам, во, како што кажа и моите колеги претходно, во преодните и завршните одредби. Што носиме минимална плата? Значи, во согласно устав, законите во државата мора да важат за сите. Кога речам за сите, мислам на сите работници. Од тој аспект гледано и од тие причини е овој наш амандман кој што вие за жал го одбивте. Ставот 3 во нашиот амандман, усогласувањето на износот на платите заради порастот на минималната плата предвидена со ставовите 1 и 2 од овој член, потписниците на колективните договори, односно работодавачите, се должни да ги спроведат во рок од 30 дена, значи го намалуваме оние 6 месеци и велиме 30 дена. Правно обврзува. И вие, како влада, како инспекторат, да, треба да одите на терен, да ги следите не само јавната администрација, туку и приватните, се сложувам со тоа ваше тврдење, но ви дава правна основа за тоа што кога ќе одите на терен, ќе го видите на лице место, со ставот 4 веднаш и да го санкционирате, согласно кривичниот закон. Јас навистина не гледам пофер решение за сите останати, затоа што да се разбереме, мора да има усогласеност со коефициентите на сложеност на работа и почитување на колективните договори. Некои од колективните договори, мислам како влада имавте време 5 години да речеме, да ги испочитувате колективните договори. И платите ги спомнавме, образование, администрација, УПОС, сега има најава од матичните лекари, јас тука би ги спомнала, не можам да ги испуштам, и средномедицинскиот персонал во здравството, кој што со оваа урамниловка, верувајте, урамниловка е, ќе бидат навистина доведени до ситуација на дискриминација по однос на тежината и спецификата на работното место. Еден пример ќе дадам, са Бајле го слушнав тој пример.
Време на пандемија, лаборантите кои што имаат, нели, и сами знаете колку многу работа, сосема ќе бидат доближени до минималната плата. И верувам дека секој вакав граѓанин во Република Македонија ќе се согласи. Ние апсолутно, значи нема, абсолвирана е темата дали 18.000 денари треба да се зема или не. 18.000 денари се 15.000 денари затоа што цените отидаа до плафон и не знам колку ќе видат бенефит работниците. 15.000 денари до вчера, до сега, додека не се изгласа овој законот, се практично 18.000 денари. Ради сите фрапантни покачувања кои што ги има и ужасен е стандардот на граѓаните. Ужасен. Ако ние досега зборувавме статистика, верувам дека ќе излезе со податоци за 500.000 граѓани во Република Македонија кои што живеат со 2 евра на ден, јас ве убедувам дека таа бројка ќе биде многу, многу поголема. И треба да интервенира државата. Нашата проценка е доколку овој амандман, кој што за жал го одбивте, скалестото пресметување на платите, е дека ќе ја чини државата 160 милиони евра. Вчера парламентарното мнозинство на предлог на владата прогласи кризна состојба, топлинска кризна состојба и самиот министер, представник на владата, кажа дека толку пари му се префрлат на ЕСМ. 160 милиони евра. И сега да не говорам за оние трошоци кои што се за репрезентации, за мебел, за ова. Има пари, има средства од каде може владата да ги изнајде тие средства, за да не би рекла, верувам дека ова е ваше решение, купување на социјален мир, туку фер третман на сите вработени. Особено ги спомнавме. Здравство, образование, УПОС и така натаму и така натаму. Пресметка. Наједноставна. Еве во средно образование. Со усогласување скалесто, почитувајќи го коефициентот и постоечкиот колективен договор. И така вели и гранковиот синдикат. Да, вие преговарате, ама преговарате за одреден процент. Не, ние велиме почитување комплетно, целосно на колективниот договор. Над 45.594 денари би требало да зима еден наставник. За средно образование кога зборуваме. Проценките кои што не само ние, ова се проценки кои што ги прави, верувам, и синдикатот и сите наставници, затоа што многу е лесна формулата да се пресмета согласно сегашната и минималната плата која што ќе биде покачена. Во колективниот договор, особено за образование, има 7 подгрупи. Наставник, приправник, стручен соработник, како досега зимал 22.764 денари, со новата, еве да се изразам со ваш термин методологија, треба да зима 41.256 денари. Наставник, стручен соработник, сега зима 24.000 денари. Стручен соработник. Знаете колку треба време за да дојде до стручен соработник? 24.782 денари. Во време на пандемија, во време на онлайн настава, во време кога како држава не им обезбедивте доволно средства, дидактички лаптопи и носат од дома и работат со нивни средства и трошат многу повеќе од она што би требало да трошат. Доколку го испочитувате нашиот амандман, односно тој да ви биде основата, па еве ќе речам и во преговорите, кои што велите дека ќе ги водите и ги водите, е 45.054 денари. Инфлацијата е галопирачка. Верувате, и овие финансиски средства во една ваква финансиска криза се многу малку. Сите ние знаеме кога ќе одиме во маркет колку пари се трошат и верувам дека
сите оние што не слушаат, ќе се сложат дека време е парламентарното мнозинство да се сложи со нас, со опозицијата, а и вие вклучително како влада, и да го направиме овој исчекор напред. И ако мене не ми верувате, бидејќи рековте дека сте преговарале со сите во економско-социјалниот совет, дека сте преговарале со сите синдикати, немав таков печаток, бидејќи Гранковиот синдикат, например, во една дебатна емисија имаше дебата со ССМ. Представникот на ССМ кажа дека писмо ќе им праќал на останатите, кои што нема да го почитуваат. Не, со писмо, почитува на министерке, писмото не е обврзувачки акт и вие сама знаете. Законот, односно колективниот договор. Сега, законот е над колективниот договор и ние со овој амандман ви помагаме и вас да тие преговори не мора да ги водите. Доколку имате навистина волја да нема уравниловка, а уравниловка ќе има, и сега ова јас не го тврдам само јас, сакам да го подкрепам со едно писмо кое што како претеници сите го имаме добиено, и колегите од позиција и од опозиција. И јас сега ќе ви прочитам. Ова писмо ни е пратено уште на 22.11. пред да се носи буџетот на Република Македонија овде во собрание. И ни се имаат обратено како пратеници, затоа што нели вие со вашиот пиар најавувавте 18.000 денари плата, дури има одредени мислења дека дел од ова беше некаква драмолетка за да може овај Ковачевски да добие на покачување на неговиот рейтинг и така натаму, но премногу е сериозна темава за да говорам во тој дел и во тој, верувам дека е тоа така. Вели, ние како, ова е Конфедерација на слободни синдикати писмо. Колегите го имаат. Ние како најголем и најодговорен синдикат во државата во јавниот сектор го изнесуваме нашиот изграден став дека хаосот што е создаден последниве неколку години во методологијата на исплата на плати воопшто нема да се амортизира со планираните зголемувања на плати од 5% до 15% само во одредени дејности и повторно селективно на дел од корисниците на буџетските средства додека постоечките плати не се усогласат во согласност со законот за минимална плата. Тоа е основниот закон. Напротив, само проблемот ќе се продлабочи. Овој наш став се темели врз аргументите дека со секое зголемување на минималната плата, се повеќе работни места со различна сложеност на работа, како и различни коефициенти или бодови, според колективен договор или закон, добиваат иста плата. Имаме примери секаде. Спомнавме градинки, спомнавме основно образование, спомнавме здравство, значи имаат скоро иста плата. И тоа навистина е нефер третман, нефер однос. Некој од вас сигурно ќе се запраша дали ова е возможно или точно. Да, возможно е, но и точно, факт што лесно може да се провери. Ќе ве упатиме во детските градинки и да проверите и да се уверите дека 7 работни места со различни бодови земаат иста минимална плата. 7. И сега, каде е тука мотивацијата кај оние со повисок коефициент и повеќе бодови? Мислам дека се разбира. Нема мотивација. А сложеноста, одговорноста на работните задачи и како е голема. Доколку проверите во основното образование, ќе се уверите колку различни работни места земаат иста минимална плата. Во јавната и државната администрација, референтите кои се носители на дејност се изедначија со платите на помошно-техничкиот персонал, односно сите земаат минимална плата. Значи, ние некако се претворивме во држава на минимална плата. Гарантирана социјална помош, би рекла, за сите. Ваквото непринципиелно и незаконско исплаќање на плати, некој ја нарекол уравниловка.
Оваа урамниловка има тенденција на продолжување и продлабочување на лошата практика, особено со се поотворените најави дека минималната плата повторно ќе се зголеми со политичка одлука ни повеќе ни помалку на 18.000 денари. Тоа би значило дека помошно-техничкиот персонал, односно најниското работно место по сложеност на работа, со плата буквално ќе се изедначи со носител на дејност од кој се бара сложена и одговорни вештини и знаења, се разбира. Што е уште позагрижувачки, еден од синдикатите многу гласно го поддржува кршењето на законот за минимална плата и колективни договори и се заканува дека доколку нивното барање за продолжување на хаосот во исплатата на плата не се прифати, односно минимална плата не се зголеми на 18.000 денари, ќе организираат генерален штрајк. Да потенцирам, ова писмо ни е пратено 22 ноември. Веќе предвиделе одредени, да ги наречам, политички активности за, како што кажав, подигање на рейтингот на владеачката структура и сега новиот премиер. Но пак ќе кажам, еве, ние се согласуваме, ги кажав причините. Во интерес на времето, еве, јас тука ќе застанам и уште еднаш ќе ве повикам да размислите, да го усвоите ова наше решение, бидејќи не верувам дека тука ќе застане целата работа, затоа што сите останати синдикати, гранкови, па дури и оние кои што вие ги велите нерепрезентативни синдикати, некои и кои што не се регистрирани како синдикати, ама се борат за работничките права, имаат сериозни забелешки на ова законско решение и на начинот на кој што се носи. И затоа, за да ги избегнеме како држава, говорам сега генерално, бидејќи имаме многу напластени проблеми, а гледам дека владата е особено насочена, како и секогаш кога е Социјалдемократскиот сојуз на власт, на надворешни работи и сосема други поенти, негативни за нас македонците, како држава и како власт и опозиција да ги усогласиме ставовите, да изнајдеме финансиски средства, веднаш можеме да направиме и ребаланс на буџетските средства и да на општо задоволство на сите овие работници да донесеме едно законско решение кое што ќе се применува и ќе биде законско решение кое што навистина достоинствено и достоинството на сите работници ќе го гарантира. Бидејќи вака со 7 места со различна сложеност на работа, верувам дека вие нема тоа да го признаете, но бидејќи доаѓате од тој сектор, верувам дека знаете дека тоа е недостоинствено. Еве, подадена рака, усвоите го ова амандманско решение, направете уште една консултација со сите ресори кои што треба да бидат прашани, а ние сме тука заедно сите да го изгласаме ова законско решение на задоволство на сите, не само на оној дел на кој што не треба воопшто ни да дискутираме, кажам. Бидете убедена дека многу ќе има негативни реперкусии и уште сега најави за протести, штрајкови, незадоволства, а сето тоа ние како пратеници, вие како парламентарно мнозинство, почитувани колеги, ние како опозиција можеме заеднички да го усогласиме и барем во тој дел да немаме протести и незадоволства по улиците. Благодарам.